Почитувани колеги, почитувани представници на медиумите, чест ми и задоволство денеска да го најавам отварањето на новоформираниот центар за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев. Во таа пригода би го поканил академик доктор Жан Митрев да ви се обрати. Почитувани, посебна чест ми е да го објавиме првиот званичен ден на отварање на овој нов проект кој всушност почна уште со самото проектирање на новата болница во тоа време. Меѓутоа имаше разни околности за кои се така да кажем развлече до денешен ден. Сега веќе е комплетно опремена целиот простор кој беше предвиден за акушерство. Посебно ми е задоволство што и успеавме да направиме една зближување и една симбиоза меѓу младите доктори и да ги кажам искусните доктори. И на тој начин направивме една солидна екипа со која можеме, како и во сите други области во кои сме застапени, да исчекориме и во тој дел напред и да ги поставиме новите темели во однос на породилното и гинекологијата воопшто. Би му дал збор на доктор Љупчо Петровски како координатор и раководител на тимот. Добар ден на сите, јас сум примариус доктор Љупчо Петровски, специјалист по гинекологија, акушерство и перинатолог. Јас ќе раководам со ово одделение за згрижување на Центар за мајка и бебе. Овде ќе пружаме третман, комплетен третман на бремените жени од почеток до крај на бременоста и на новородените. Располагаме со најсовремена технологија и апаратура за третман на бремените жени и новородените. Исто така располагаме и со комплетен лабораториски третман и други дијагностички методи кои што се потребни во текот на пратење на бременоста. И се надевам на соработки на другите колеги од другите здравствени установи. Отворени сме за таа соработка. Поопширно за концептот за работа на целото одделение ќе ви образложи колегата Лазаров. Добар ден на сите, јас сум доктор Ненад Лазаров, дел од колективот што го најави примариус Петровски. Големо задоволство е денеска да застанеме овде пред вас и во кратко навистина ќе се потрудам во неколку реченици да ви го објаснам она што во изминатите неколку месеци овде интензивно се одработе. После ова увидна реч овде што ја имаме, ќе одиме долу да го погледнете сите и просторот. Се работи за ексклузивен простор за кој што е најсовремено можно опремен, буквално се пратени сите светски протоколи, домашните сме ги надминале поодамна, мислам. И нас ни е гордост што добивме доверба вака како екипа да оствариме една голема визија на доктор Жан Митрев, а тоа е ова ново родилиште, кој што нема да биде само родилиште, туку ќе биде комплетен гинеколошко-акушерски оддел. Како што каже и самиот, направивме една интересна симбиоза на големо искуство и младост и полетност. Мислам дека тоа е добитна комбинација. Кои ни се адутите? Првиот адут ни е тоа што имаме навистина после неколку месечни ангажмани од сите и ова е една огромна инвестиција, верувам дека на сите ви е јасно. Успеавме да направиме еден многу фин мултидисциплинарен тим кој што верувам дека вака компактно како до сега што одработе ќе функционира и понатака. Втората работа е она што можеме да се пофалиме прекрасниот анестезиолошки тим со кој што располага оваа болница. Верувам дека за една трудница во 21 век и како е битен тој дел на безболност на породувањето. Трета работа е како за до сега што функционираше, така и самиот принцип на организација на работата ни е концентриран према пациентката во холистички смисол, така да буквално се што можеме за една трудница ќе направиме во незината соба. Со тенденција за максимален комфор и безбедност на истата. Ќе понудиме една од
ќе бидеме, ако не единствена институција во држава во моментот што ќе роди и исклучиво женска екипа за породување. Исто така, она што ни е едни од главни адути е можноста, тоест правилото дека трудницата со тој доктор што ќе се договори, тој ќе биде и лекарот кој што ќе ја породи на денот на раѓањето. Како што кажа примариот Петровски, ние сме отворени за соработка. Оваа болница веќе покажа дека би сакала да соработува со квалитетни колеги, така да верувам дека во следна брза некоја прилика повторно ќе има потреба и прилика да се видиме и да ви соопштиме некои нови вести. И сите ви стоиме сега понатака на располагање подолу да видите што всушност е направено во изминатите неколку месеци. Ви благодарам. Вие покана сега примариус доктор Весна Деловска да се обрати како наш неонатолог педијатар. Добар ден на сите, Весна Деловска Стојкова, примариус, долгогодишен педијатар кој што работеше на неонатологија 39 години. Со нескриена возбуда од навистина преголем восхит дојдов во оваа болница заради тоа што најдов на прекрасен амбиент, значи преубав простор, апаратура со висока технологија, како еден премногу добро сочинет тим од гинеколози, акушери, педијатри, анестезиолози под водство на доктор Жан Митрев. Се надевам дека грижата и негата за мајките и бебињата ќе биде на вистина одлична, како и досега што била, но уште повеќе со овие технологии, со вака збратимен тим. Честитки уште еднашка и да тече убаво работата. Кога сме кај технологијата, би го поканил Владимир Поповски како еден од луѓето кои што не обезбедуваат со техника да се обради. Сакам на кратко во моје лично име и во име на производителот General Electric прво да им честитам за новоотворениот оддел. Одделот е опремен со апаратура која што се користи во референтните светски центри во областа на гинекологија и акушерство, како што се Шарите во Берлин, клиниката на принцезата Грейс Кели во Монако, високата школа Лондон во Соединетите Американски држави, значи технологија која што ги инкорпорира последните технолошки достигнувања со користење на вештачка интелигенција во неонатологија и педијатрија. Клиниката е опремена со инкубатори, вормери, исто така од највисок ранг, со системи за ресусцитација кои што обезбедуваат брза, ефикасна нега на новородените бебиња. Од моје име уште еднаш ви посакувам многу родени бебиња, многу успешна работа во годините што доаѓа. Благодарам. Го поканил Методија Бундалевски како човекот кој се грижи за одржување на оваа опрема. Добар ден. Во контекст на веќе истакнатото, јас би сакал само накратко да додадам дека опремата која што се одбираше беше одбирана пред се од препознаени и светски високо рангирани производители. Со дел од нив веќе има долгогодишна соработка. Исто така самите апарати се избрани такви да поддржуваат современа технологија и напредни опции. Така да сите овие податоци во даден момент требаше да ги решиме некако да не останат да пливаат само така и се пристапи и на процедура за систематизација на истите. Значи, сите тие податоци кои што доаѓаат од апаратите се канализираат во болничкиот информативен систем во дигитална форма, за да можат да бидат достапни за лекарите многу побрзо и многу подолго отколку во постоечките технологии. Така што во крајна инстанца применивме нешто што веќе е овде принцип. Значи, како што се и со другите оддели, овие комуникации и овие технологии применети, продолжуваме и понатаму.
сега ви поканил да се симнеме да спрат подоле кај што е и оделението, за да го видите просторот и да е свечено отварење. Благодарам ше.